Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме шпански појадок. Прв пат го пробавме ова јадење кога бевме на краток одмор во Севилја, на југот од Шпанија. Има едно мало кафуле во кое луѓето одат секој ден и го јадат истото јадење за појадок. Идејата е едноставна, но вкусот е неверојатен. Сигурни сме дека и вие ќе го пробате. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 големи домати, половина век на крцкав леб, 8 парчиња пршута, 75 мл маслиново масло, 2 чешниња лук, макдонос за украсување и сол и бивер. Прво ќе направиме масло со лук. Ова е многу подобро отколку да купувате лук во прав, а можете да го користите и во иднина за приготвување леб со лук. Излупете ги чешнињата лук и оставете ги цели. Ставете ги цели во стаклен сад со малку маслиново масло. Потоа ставете ги во блендер и блендирајте додека добиете масло со лук со иста густина. Најчесто маслото со лук го подготвуваме однапред и го оставаме во фрижидер за да го искористиме кога ќе ни затреба. Сега земете го лебот, пресечете го на половина и потоа уште еднаш на половина за да добиете 4 парчиња. Со четкичка премачкајте ги сите 4 парчиња леб со маслото со лук. Наред се доматите. Отсечете го горниот дел од доматите, ставете ренде во чинија за да се собира сокот и започнете да ги рендате, претворајќи ги во пулпа. Време е за печење. Загрејте ја плотната на висока температура и потоа ставете ги парчињата леб да се печат. Повремено превртувајте ги. Сакаме лебот да добие боја и да се потпече. Време е за сервирање. Наредете го лебот на чинија. Потоа со лажица прелите го лебот со ренданите домати. Потоа ставете ја пршутата на лебот и украсете со макдонос. Ова е лесен и едноставен појадок за кој се потребни исклучително квалитетни домати. Во зависност од вкусот, некои луѓе го јадат ова јадење со пршута, а некои без. Без разлика на варијантата која ќе одберете, сигурни сме дека ќе уживате во овој појадок. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!